Британската премиерка Тереза Меј избегна да одговори на прашањето на лидерот на опозицијата Джереми Корбин дали ќе го прифати резултатот на така нареченото индикативно гласање за новата насока на водење на преговорите за Брекзит. Спикерот на законодавниот дом ќе селектира повеќе опции кои најверојатно ќе се движат од откажување на Брекзитот па се до напуштање на Европската унија без договор, при што пратениците на ливча хартија ќе треба за секоја опција поединечно да се изјаснат со за или против. Во жестокиот дуел со Корбин, премиерката Меј подлече дека таа веќе одговорила на тоа прашање, иако досега единствено најави дека ќе го разгледа резултатот од гласањето без да потврди дека чувствува обврска да го почитува истиот. The Prime Minister faces, Mr. Speaker, a very clear choice. The one endorsed by the country and many of her own party, either listen and change course or go. Which is it to be? Yep. Prime Minister! Can I just say, the right honourable gentleman raises the question of the indicative votes tonight. I actually answered that question in this House earlier this week, but he might want to talk to his shadow Brexit secretary, who's made clear that actually the Labour Party won't commit to supporting the result of any of the indicative votes tonight. Пред да започне расправата во Долниот дом, од Брисел доаѓаат нови сигнали дека Европската унија се уште не се откажува од можноста Велика Британија да остане дел од унијата. Председателот на Европскиот совет, Доналд Туск, апелираше до европратениците да не ги изневерат очекувањата на британските граѓани. You cannot betray the 6 million people who signed the petition to revoke Article 50, the 1 million people who marched for a people's vote, or the increasing majority of people who want to remain in the European Union. They may feel that they are not sufficiently represented by the UK Parliament, but they must feel that they are represented by you in this chamber, because they are Europeans. Долниот дом на британскиот парламент денеска закажа 5-часовна дебата за повеќе различни алтернативи на договорот за Брекзит на Меј, кој веќе 2 пати беше отворен од парламентарците. Планот е најпопуларните идеи повторно да бидат разгледани во понеделник со цел да се најде решение кое би било поддржано од мнозинството.